Продолжуваме понатаму. Што имаме следно? Имаме за проширување на прекограничната е-трговија, како ќе придонесе Царинската управа во таа насока. Овој пат го имаме дискусија со двајца говорници, а тоа се Златко Ветеровски, кој што е помошник директор на сектор за царински систем во Царинска управа, и Офелија Бајо, началник на оделение за царински и даночни постапки за Царинска управа. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Како не, прекрасно се слушаме. Добар ден и за вас, Офелија. Добар ден. Орас имав малку трема што ќе ме прашаш. Мислев како била Нина кога била шефица, кога беше министерка за финанси, ама нешто сте изгледа да не биде толку. Да ви кажам право, повеќе ми е страв сега кога нема јавна функција, отколку претходно кога имаше јавна функција. Тогаш можев што сакам да направам, никој нема да го свати тоа. Прво сериозно, второ нормално, политичар е, треба некој да им збори против нив. А сега вака, пошто нема, може да си фати некоја на страна нешто испод черга да ме направи така да фино, мирно ќе си кјутам. Јас бев кај вас на аеродром пред 3 недели, 2 недели да си заменем PlayStation што ми пуштија и да ви кажам, таму шубава атмосфера имаше, расположени луѓе, убаво наместени. Мислам дека влегов у некој од вашите канцеларија, ништо чудно да сум влегол кај вас, Офелија, не сум сигурен, ама таму се моткав. Во секој случај имате интересна тема за зборување, тема која што е вечно, мислам дека од почетокот, од пред интернетот е битна тема во интернет круговијата, тоа е најбитната, најчесто поставуваното прашање, тоа е како да се зезне Царинската управа и да се добијат работите без да се плати царина. Така да претпоставам дека таа тајна ја знаете само вие и никој друг, така што јас би се задржал да сум на ваше место на темата за која што сте дојдени. Повелете, имате време. Благодарам, Горас. Ке почнам прво јас, па ќе продолжи Офелија. Уште еднаш добар ден на сите и благодарно што еве и ние лично може да учествуваме, и јас и Офелија, и поздрав до сите учесници. Навистина, во странство кога не гледаат, сите се чудат како може да има толку добра соработка помеѓу државна институција и една приватно здружение, асоциација. Не знам, има некоја магија или нешто, меѓутоа соработката со Нина, Виктор, Филип, Марија и сите, да не ги набројувам, беше исклучителна и се надевам ќе продолжи и така. Во која насока, во дел, еве, на почетокот, која е улогата на Царинската управа и во која насока ќе се движи, секогаш, нели, во сите овие претходни презентации слушавме за продавници, плаќање, меѓутоа, она што е многу важно е што пола од таа трговија се движи преку граница. Во дел на воведот и пред што би го сакал да кажам, имаше доста измени што се случуваат и ќе се случуваат во иднина, и особено во делот што она предизвикано сега од пандемијата, меѓутоа и од развојот на техниката и технологијата. Прво пред се е поголемата индивидуалност која што е произлезена од тамо, бидејќи со интернетот и со комуникациите се овозможува поголема достапност на производите и услугите. Она што е важно е дека ако во 20 век трговијата беше со контейнери, во 21 век, односно сега, трговијата се одвива преку мали пратки, тоа е она исклучително важно што е битно за сите нас. Трошоците за транспорт драматично се намалија, поголема достапност на информации на потрошувачи и купувачи, а движењето на стоките преку граница стана значително поевтино. Како ќе помогне Царинската управа во суштина во ова е нашата презентација? На почеток, пред да ги кажам вака деловите во извоз и увоз, заедно со асоциацијата и ние сами и во соработка и со Министерството за финансии и владата, обезбедени се повеќе нивоа на соработка во поглед на промовирање на растот на оваа прекогранична трговија и олеснување. И ќе споменам тука две нивоа, се меѓународното ниво и националното ниво. Во меѓународното ниво, она што е најзначено е што во соработка со ГИС и владата на Германија, како што каже директорот, од неодамна започна голем проект за развој на прекограничната трговија во ЦЕФТА.
ги повикувам сите приватни компании, сите трговци да се јават кај нас, да учествуваат, бидејќи има 3 главни компоненти кои што се предвидени, тоа е ЦЕФТА регион, усогласување на даночната регулатива и исто така хармонизација на работата на поштенските услуги и на куририте за брза пошта. Вториот проект кој што завршува скоро е проектот финансиран од Јужна Кореја во поглед на развојот на брзите пратки во пошта и наскоро за тоа ќе слушнете и ќе ги видите погодностите што постојат. Во сите овие досегашни, верувам дека и доста сме помогнале, бидејќи половина од дискутантите ги имам лично запознаено и ние и сме учествувале во разјаснување на некои проблеми, дилеми, помош. Значи, од аспект на извозот, каде сме ние сега и што ќе помогнеме во дел, на почетокот многу од малите трговци и од воопшто трговците не знаат дека постојат поедноставени царински постапки, каде што тие можат со многу малку трошоци и со малку труд да ги извезуваат стоките преку граница. Директорот спомена и ние, од 1 јануари почна целиот купниот без хартиен извоз, така да како може да се врши плаќањето, како може да се врши нарачката, така може сега да се врши и извозот без хартија, што е така значително големо олеснување и тоа може да го вршат трговците самостојно или преку царински застапник. И сето тоа она беше со исклучок на поштата кој што Офелија ќе збори сега за новите реформи тамо и за идната соработка што имаме со пошта е елиминирање на рачните постапки за брзување на времето за обработка. Она што е важно кај следните постапки за извоз, за да слушнат сите учесници овде на конференцијата, на многу состаноци, работилници, прашања што сме ги добиле, многу од трговците се обесхрабрени, бидејќи треба да поднесуваат декларација, да идат до пошта, како што кажа Гораст, царината е секогаш таа една препрека која што многу од нив можеби би ги обесхрабрувала. Брзо што ќе се направи е дека и тоа ќе биде во целиот регион на ЦЕФТА и во Северна Македонија е да може извозот да се врши без царинска декларација во вредност до 1000 евра. Што тоа практично значи? Тоа значи дека вие нормално во соработка со управата за јавни приходи со можност за враќање на ДДВ да можат да се охрабруваат што повеќе трговци да вршат продажба, односно да вршат извоз само со поднесување на со појавување на шалтер или само со фактура преку брзите пратки или преку пошта. Второ, понатамошно промовирање на безхартиените царински постапки, бидејќи тоа е целта. Често пати и се уште верувам дека не знаат трговците дека може тоа да се работи 24 часа кроз 7, сабота, недела, едноставно и тоа еве ќе го кажам и во следниот слайд. Целта на оваа трговија бидејќи да ги охрабриме сите малите, средните, да се обезбеди предпријатија, трговци, поединци, како што кажаат предходните говорници, колешката од Босна, малите занечи да можат да учествуваат и да ги продаваат нивните производи кои што ги изработуваат. За ова беше исто така одлична соработка и релативно голема помош која што е веќе достапна на сајтот на Асоциацијата за трговија e-commerce for all, каде што се објаснети постапките за увоз и извоз и ги охрабрувам сите учесници да се пријават да ги вклучат. Уште овој слайд ќе продолжи Офелија. Во поглед на постапките за увоз, секојдневно се јавуваат од професори, доктори до обични граѓани, велат мислејќи дека се што плаќаме царина. Често пати и кога ќе се нарачате мала пратка до 80 до 90 евра, ќе дојдат, ќе пишат по социјални медиуми, ќе се јават по мрежи дека тоа е лага, дека е платено давачки, бидејќи они тие стоки ги ослободиле. Голем делот е што во аспект на доставувачите и операторите, посебно експресните курири, се уште во Северна Македонија постои нелојална конкуренција, монополска положба и остварување на екстра профити.
да не ги зборуваме сега, меѓутоа во дел, вие ако сакате пратка што стигне на аеродром, предпријатието за одржување на аеродром и вас ќе ви наплати 1000 денари само што пратката поминала низ аеродром. А обичниот граѓанин, односно трговец, тоа мисли дека е всушност царина. И во тој дел се предизвикува еден гнев, луѓето се декуражира да тргуваат и мислат дека сето тоа нели се приказки за мали деца што не направи. Тоа секи се работи, има планови намалување на трошоци, зголемување на ефикасноста со цел да задоволат крајните корисници. Офелија може да продолжи. Благодарам, Златко. Слушајќи ги и денешните говорници и дел вчера, верувам и сум убедена дека трговија уште долго ќе остане на агендата за дискутирање и можам слободно да кажам дури дека и во кругот на царинско се уште постојат многи прашања и се барат одговори што е тоа прекогранична трговија. Презедовме ние низан чекови кои што се наметна во насока на реализација на ова прекогранична трговија. Нормално во раководителот размислува и глобално, делува и локално, ги пративме сите стандарди кои што ни се наметна во однос на трговија. Што направивме во последните 2 години? Го воведовме електронскиот систем за обработка на царински декларации, воведовме, како што спомна и Златко, и без хартиена оковина и оние документи што се потребни за проведување на извозна или увозна покупка веќе се прикачуваат кон увозната декларација, што значи во целост се елиминирани, дојде до целосно елиминирање на хартија. Овој систем исто така овозможува, а и трговијата го побарува 24 часовно, 24/7 нормално увозно-извозно царинење, заради тоа што трговијата не познава ограничување временско, ниту просторно, нормално и ради различните временски зони. Така го воспоставивме pre-arrival како една информација пред пристигнување, каде што операторите сега затоа на брзите пошти ни доставуваат информација пред да пристигне авионот, каде што се врши анализа на ризик, односно претходно се одлучува кој ќе стигне авионот, што ќе биде предмет на контрола при слетување и доставување на пратките на царинско подрачје на нашата земја. Што овозможува исто овој систем? Овозможува плаќање, односно електронско поврзување на уплатите, доколку пак се работи за подписување, ќе видиме подоцна, ќе ви објаснам и за устна декларација, тогаш ќе може давачките да бидат платени директно на аеродром, например, доколку стоката това доаѓа со брзите пошти, со примена на посттерминал и автоматско поврзување на пресметаните увозни давачки, што значи забрзување на времето на царинење на крајните корисници, а во време и на државните институции во однос на буџетот. Така, на нашата веб страна може да се најде и калкулатор, што значи дека може да се пресметат увозните давачки, продавачот и купувачот да бидат навремено информирани колку би изнесувале увозните давачки, како и да се информира дали некоја стока подлежи на определени забрани и ограничувања. Значи се приближивме кон еден по-модерен на увозно и извозно царинење. Ако претходно традиционалниот извоз нели бараше да се наоѓаат и да се барат дистрибутери или компании што работат на сродни пазари, покрај тоа и да успеат да се најдат, например, продавачите, тогаш ќе требаше да се ангажираат застапници за изготвување на декларација, што нормално значи и време и трошок. Сега со електронски систем, со нормално регистрирање дозвола за пристап до системот, се можат и извозниците и увозниците сами да се поднесуваат извозна или увозна давачка. Како што навив разликуваме се, има разлика дали стоката пристигнува со брзите пошти или стоката пристига преку пошта. Што е разликата? Во брзите пошти веќе се применува задните 7 месеци, како што најави, се применува pre-arrival или информации пред пристигнување, значи 1 час пред да пристигне авионот, ние правиме анализа на ризик, пример, операторот со
да просто ни испраќа информација електронски од нивниот систем, значи директно кај нас, ги категоризира пратките во 4 категории. Ево, ова би сакала да ви информирам, да ги информирам слушателите, обично има тука забрана. Во прва категорија се оние пратки, писмено документарна пратка, значи се што и не подлежи. Прва. Во втора категорија се пратки кои што се ослободени од царински давачки и ДДВ во вредност до 22 евра. Во третата категорија спаѓаат пратки чија вредност е од 22 евра до 90 евра, значи за овие пратки се плаќа само ДДВ, и во четвртата категорија се пратки кои што се со вредност над 90 евра. Сега, што е предноста од воспоставување на ова пријавна информација? Значи, кога ќе стигне авионот, се она што е целата она пратка која што е од првата категорија се ослободува веднаш. Значи, што ќе пристигне авионот, тие воопшто не се предмет на контрола, ќе будуваат веднаш. Пратките од втората категорија, што кажа, кои се ослободени од царина и кои што се вредни 22 евра, исто така се ослободуваат врз основа само на ова pre-arrival информација, значи пратки која што не е падана. Третата категорија на пратки, каде што подлежат на плаќање на ДДВ, за нив се поднесува устна декларација. Значи, крајниот корисник, например, ќе земам книги, може да дојде на царинска испостава, например, ја земам аеродром и да си ги плати увозните давачки, устната декларација може да му биде евидентирана од страна на царинските службеници. Категорија нормално мора да се поднесе редовна увозна декларација, там тука спаѓаат и стоки доколку подлежат на мери на трговска политика, дели забрани или ограничувања. И за овие документи вредноста на стоката е до 800 евра, иако спаѓаат во категорија, може да се поднесе исто така устна декларација. Со пошта е малку поинака ситуација. Во моментов сме превземаме нормално соработка сме во ова категорија на праќање и доставување пред да пристигне пратка. Во теке тестираат нивниот софтвер, значи ќе се поврземе и со софтверот на пошта, што значи дека и таму ќе се забрза значително увозното и извозното царинење. Истата се прави категоризација, да не се повторувам. Истата ова категоризација важи и во почтенски промет. Исто само се ослободуваат во основа на други документи кои што се применуваат во пошта. Кои ни ситни чек? Златко спомна дека нормално мора да има промени во легислатива и во тајнична и во царинска легислатива, че го зголемиме прагот да може при извозна постапка да не се поднесува воопшто царинска декларација, доколку вредноста на таа пратка е до 1000 евра, што значи дека со самото предавање на пратката на поштата се смета дека е извршена, а стоката нормално ќе се следи со налепница која ќе биде заставена од страна на пошта. Значи ќе одиме кон придвижување од информација пред пристигнување кон информација пред утовар. Нормално со ангажирање на поштенските оператори. Значи, кога пратката, например, ќе тргне од Германија, германската пошта ќе пушти на нашата пошта, што ќе содржи во таа пратка, ќе ги имат предходно што е кај нас на забрана или ограничување, пред да биде селектирани и доставени кај нас. Значи, ќе се воведат, не знам, предпоставам веќе сте слушнале дека во Европска унија следната година ќе дојде до елиминирање на оној прак од 22 евра, кои што беа кои пратки беа подложни на ослободување од плаќање на ДДВ, што значи дека секоја една пратка за секоја една пратка мора да се поднесе царинска декларација. Гледате, сега не се поднесува декларација, туку само со онаа информација, што значи дека и ние мора да ги пратиме триете рендови. Предвидени се нови типови на декларации со намалени податоци, ќе се даде можност увозното ДДВ
да не се плаќа во момент на увоз, туку со даночна пријава за оние трговци кои што користат платформи и е-трговија. Значи, тоа е накратко кои ни се нашите идни активности. Од тука му давам да продолжи го кратко и да каже кои се... Имаме уште 3. Фала, Офелија, имаме уште 3-4 минути, така ни кажува режијата. Значи, она што го слушнавме, maybe I will switch also to English for the other panelists, because in North Macedonia there are a lot of incentives for companies to work to deliver cross-border e-commerce, especially for the colleagues from Mr. Margim Chehani and Ms. Zorana. So there is a lot of possibility to use customs bonded warehouse in order to place the goods. Постојат многу олеснувања во сегашното царинско законодавство, тоа го спомена можеби и Горан Димитриевич, не го гледале. Значи не треба да се декуражираат трговците да почнат да работат. Сега во Европа и во светот и во Кина постојат големи трендови да се збирните пратки се нарачуваат, доаѓаат во контейнери. Зара тоа го прави, например, тука и во Северна Македонија, да доаѓаат сите во еден камион, да тој после тука се деконсолидира, се царини и тоа веднаш се испорачува за да се намалат трошоците што одат преку, не знам, пошта или преку брзи пошти. Не очекуваат големи предизвици. Офелија спомна од 1.7. во ЕУ, од 1. јули има укинување на сите повластици кои што постојат за ослободување од плаќање на царина и ДДВ. Нови електронски дигитални алатки за пријавување во светот, каде што ќе има исклучително голема улога IT технологијата, новиот систем за контрола ICS2 и новите услови за испорака. Овие сите материјали се достапни, ги има на нашата страна. Како заклучок, пред да одговориме на прашањата, значи асоциацијата заедно со нас нудат многу можности за консултации, состаноци, измена на прописи, во кои што иднината носи многу големи измени и иновации во прекограничната трговија. Дамјан исто така зборуваше за вештачката интелигенција, новите играчи, алатки, детектирање, олеснување, испраќање, огромен потенцијал за развој и вклучување на глобалните синџири. Ќе завршам само со еден збор пред да има. Значи, новите трендови генерално во Кина, во Европа, кажуваат што секој што сака да продава електронски, не увезува стока од странство, не е обврзан стоката да ја царини. Значи, вие сакате да отворите продавница, вчера беше од овие брзите пошти или од домашните пошти кажано дека Декатлон не испорачувал во Северна Македонија. Да, меѓутоа, можеби Декатлон не знае дека може да има тука царински склад, да чува на залиха стока без царина и ДДВ, и како денеска јас ке купам, вечерта веднаш таа се испраќа, преку поедноставена постапка се царини во рок од 7 дена. Значи има големи можности и за увозот и за извозот, и со оваа дигитализација што веќе ја почнавме, веруваме дека може да има многу поголеми резултати во иднина. Завршуваме со мислата една дека во светот препон со неважни информации јасноста е моќ. Тоа е мојата порака за крајот на ова предавање, ова обраќање до вас. Не видов кои се прашањата, ако може некој да ги каже што има, што постојат, за да видиме што треба да се одговори. Ви благодарам, повели Горест. Гледам сега ги читам прашањата и сваќам дека впрочем се опфативте, се одговоривте, имате научено се за петка, така да не знам што друго да ви кажам, односно положивте кај мене, можете слободно да ме царините и со кеф ќе си плаќам царина. Во принцип, во нашите кругови многу не се расчистени тие работи, што е царина, што е данок, што е поштарина, односно транспорт, и така човек кога порачува нешто по DHL, да речеме, и ќе рече дека очекува дека се му е платено и очекува дека ако платил скапа поштарина, односно транспорт, дека се е завршено, но не, откако ќе стигне тука треба тоа да се царини, па после тоа и данок на него ако има, и работите тука стануваат веќе се јавуваат револт и нервоза, така што веројатно во прашање е само информираност
и на крајот на денот образование се. Ви благодарам уште еднаш, останете живи, здрави и се гледаме во следната прилика. Ви благодарам.